одиме ние со нашиот следен гостин, господинот Анди Байрам! Одлично. Кога имаме ваков гостин, кога имаме емисија, прекрасно е ова се. Може ли да прашам вака? Може ли власт без Анди Байрам? Тоа не постои никад. Нема. И нема да биде. Нема, а? Нема да биде. Добро, ја да се прашам. А обратно, може ли Анди Байрам без власт? Никад. И тоа никад? Никад. Добро. Кој на власт кога јас сум човек? И така е, тоа е една од тие многу познати изреки, да речеме. Ајде да фатиме вака, многу е вашава историја е долга. Коалицирано имате со сите. Скоро. Нема да сгрешиме ако кажеме. Во кое време, за време на која власт, според вас, најдобро се живеело? Па видите, со сите добро се живееш, за мене. Па не би рекол баш со сите. Не за мене зборам. А, добро, окей. Ја рекол за мене. За мене. Добро, добро. Нормално беше, која беше Социјалдемократски сојуз, Бранко која беше. Добро. Се живееше добро. Добро. Добро, нормално, знаете, тумбаци имаше меѓу фабрики, меѓу све затварање, праење. Да. Пак се живееш. Добро. Пак се живееш. Ние сме учени, знаеме да се снајдеме сите. Граѓаните. Така. А со нив и ја. Нормално. Да. И у тоа време, мислам, со Бранко водеше го што треба. Јас бев до 98 година со Бранко Црнеговски. Да. Станав прв пат пратеник. Прв пат станав Кирил Поповски кој почина. Добро. У Дебар Мало, на општина Центар. Така. Од црквата натака е тој дел. Дебар Мало до поштанска гаража. Тука. Тој дел тука фаќаше. А као што се сеќам 74 изборна единица се викаше. Значи изборна единица Строг центар. Строг центар. И вие од таму сте влезени во Не парламент. на Скопје, на Македонија центар. Да, Од добро. тука и прв пат тука сум победил. Значи не шутка, тука е. Каква шутка бе? Јас сум градско дете. Бе. Дебар Мало. Бе, јас сум роден на Христијан Смиревски број 11, позади универзална сала. Тука сум роден. И од таму директно во парламент. Во парламент и тоа 19 против кандидати имав и тогаш беше Сојуз на Македонија. Така. Се кандидирав од тоа време и во тоа време ги победив сите, а плюс декан беше од Социјалистичка партија против кандидат од на Кајзинго. Декан Дрвошанов од Кајзинго. До жена му на Киро Поповски за мене работеше. Така? А од Социјалистичка партија. Значи све ова пепел го направивте, папа. Никој не знаеше дека сум старо седелец од таму. Така. Значи го искористив за тоа у ваша корист, нормално, никој не знаеше, сите мислат обутал. Ја обутал еден живеам, не живеам у Шутка. Добро. Нормално, ром сум, работам за сите роми Добро. во Македонија. 9 години доаѓав, секој ден идев и умало со малчаните. На Христијан Смировски од кај универзална сала, од кај колонија, од таму тој дел, сите ме знаат. Така ми тоа свето. Позната лица. Кока-кола се позна. Така. Да. Чекај, ајде да се вратиме у модерно, па ќе се вратиме пак има на што да се враќаме. Како успеавте да ја врзете работата со Заев, откако беше сето тоа и Зајко Кукурајко и Морков, таму. Како ја средивте работата после тоа? Све е политика. Добро. Све е политика. Лутиш у политика нема. Нема, и у бизнис валјда. И у бизнис нормално. Ако си бизнисмен, ти ќе бидеш многу. Мене ме знаат поред бизнисот, ме знаат у политиката, ме дознаат. Ама што се случи? Седнавте на кафе, тет, како се усклади работата? Јас лично. Првен, бев со, знаете, со ВМРО ДПМН, лојален. Знаат сите. 10 и нешто години бев со ВМРО. Така. Инвестиции добри направивме у Шутка, околу 15 милиони и нешто евра. Добро. Значи, кај ромите сум донел да имаат спортска сала. Средно образование 5 милиона и 800 евра.
направено. У школи. 2 школи сум направил у Шутка додатни. Идеа по 4 смени у школа. Деца на 4 смени идеа, по 2700 ученика, по 45-50 деца у едно. Значи, тоа сум успел да направам. Ама тоа било што бил. Водовод, чекај се. Ајде. Водовод, Шутка немаше топло време, кога е брдо, едно друго све. 4 милиона и 700 евра сум направил, значи и нов водовод, ново све инвестиции. Значи укупно кога ќе глобала и некои ситници што сум правил, преку 15 милиона евра сум донел инвестиција у Шутка. И значи јас го имав за мојот народ интересот. Добро. Бранев, добро ми беше, добар менаџер као политичар. Ако не си добар менаџер, ако не знаеш добро да преговараш, онда има и такви собрание многу. Вака тајниве да ни ги кажете. Никој не ги познава, искачат од собрание, не го знае дека е пратен. И готово. Никој не комуницира со никого и тука нема успех. Така, значи прво бизнис, прво направи си име. Значи името сум го направил. Так. Тоа ќе има можда понатаму ќе ме прашате. Добро. Како сум се дошол? Ќе збориме, значи, може. Сум Заев, пошто ми интересира коалицијата како е направи. Како стана тоа? Јас сум бизнисмен човек и толку годишен политичар. Председател сум на политичка партија на Сојуз на Роми и пратеник толку време. Најстар со мандати во целиот парламент. Така, поише од Зинго, више, така. Сега сум поише. Сега поише. А иначе Зинго беше исто една добра. Сега, знаеш како времето помине, сега сум ја. Така. Сега сум ја. И седнувате? Не знам дека у Белгија Заев. Добро. Господинот Заев, премиерот. Не знам дека е горе. И се јавам кај секретарката негова. Добро. Викам, кај иде, нека иде. Се јавам кај секретарката, викам, премиерот ми треба, барам прием кај него да пием кафе се. Ни Бајрам на телефон. Да, и... се стапи се. Одма му јавила. Аха. Ми се јавува, дали имаш некој проблем на порака. Так. На порака. Толку за тоа тој човек го засакав. Аха. Дали тука ве доби, Да, значи, одма, вика, дали имаш некој проблем, нешто ти треба... Значи не како не ти е срам да ме бараш ти... Ништо. Шо викаш таму? Што треба да ти помогна, викам. Добро. Викам, не ми требаш ништо да ми помогнеш, сакам да пием кафе со тебе у влада. Добро. Вика, вторник се враќам. Повеќе. Вторник дојди сабаре, у 8:30 вика, те чекам кафе да пиеме. Добро. Доаѓам ја, знаеш сега како, сега избори, ваму, таму, знаеш за политика, секој сум бил од таа страна, па политика све, напаѓаш, правиш едно друго. Така. И сега, флегом, викам, сега, што ќе биде? Аха. И флегом. Значи, дури ни вие не сте сигурни, така? Па нормално, не знаеш, може се... Да, и флегом, кога премиерот, ајде да изволте едно, друго се најубаво. Добро. Што ќе пиеш? Аха. Ја викам, кафе, викам, дали е горко или сладко кафе ќе ми даеш? Аха. И он вика, добро дојден си. Човекот ме прегрна, викам де, тоа е све политика, вика, тоа е пројдено. Браво! Добро! Честен збор, вака беше? Честен збор. Некад ќе има и прашање го дали е така. Ќе имате прилика некад, ќе дојдете до него, прашање го дали е тачно тоа. Точно. Значи, ме прегрна, седеме, пиевме кафе, се договараме и му викам, јас се искачам од ВМРО, ДПМН сум донел одлука и сакам да бидам независен пратеник. Так. Од Сојузот на Ромите, све што е интерес на државата за Македонија и све што треба закони, тука сум да ги поддржам, ќе ти гласам се. И толкова. Тоа беше тоа. Еве ве купил да речеме со човештината да кажеме, така бил така човек. Да. А Груевски да речеме ако треба да го споредуваме, еве ако добро ве разбирам, значи Заев е така, чесен, нормален, не глуми лудило, не така, не глуми нешто што не е тоа што го збори, тоа и го мисли. Да, кај Груевски па како? Кај Груевски беше друга работа. Способноста и гласовите на ромите беа. По математика, По математика, така беше целата работа, затоа што јас во кампања кај да одев, ја носев со мене од 1000 до 5000 луѓе ги избирав на значи народ. Народ. И
ги строев сите, затоа што умеам за таа работа. Како фирма? Имам дарба од Господ. Добро. Имам дарба од Господ, а и треба да бидеш сналажлив. Треба да бидеш решителен, треба да умееш знаеш како кога треба. да викнеш, кога да намалиш. Сега, што правев ја? Од цела Македонија имам огранаци. Добро. Имам 38 општински И организации. на сите митинзи? Да, и првиот митинг кога доаѓа, ти треба покажеш моќ. Добро. Моќ првен, како доаѓа тоа? Тоа сите нека слушаат и граѓаните и публикава и сите. Така е тоа, значи кампањски треба да се покажеш. Значи прво треба да биде да пука. Треба да, како? Значи Шутка, Скопје, имаме 10 општини, имаме роми доста. Од тука 45 автобуса ги збира. 45. Да. По 50 луѓе секој? Да. Машала. Тоа ти е 2200-2300 одма. Добро. За математика од школа ми Тата, избркава. Ми избркав, што многу добро. Ми вика шете на улица, вика, после часот дојди, вика. Врати се. Превише знаеш. Да. И од Македонија, Куманово изборна единица 2 му е увек добитна. Добро. И тука, од 6 до 8 автобуса. Добро, Се добро. тепат кој да влезе во автобус. Аха. Се тепат. Сакаат сите Сака да идат. да го Сакаат подржат. да шетаат, да прават сите прв митинг. Кој за екскурзија, се почина. кој за овако? Така е, Добро бе, најнормално. нормално? Најнормално, млади, постари, едно друго. Така. Се тоа. Сокчина, мокчина, тие работи. Па сега мора сендвич да се даде. Забава. Па, фала Богу, и Како? ние на публиката им даваме Водат и тука. са тие работи, така. Така е. Стигаме зборно место од цела Македонија, Каде? ние увек навлезат. Аха. Тоа као прв ВМРО искача увек од Охрид. Добро. И јас што правам? Сите ги пуштам првен цела гужва од другиот дојат, а зборно место од сите градови како доаѓаат ромите, со автобуси, зборно и имам мои луѓе. Значи у партијата Логистика. Логистика своја и логистиката е вака. Секој председател на огранок што е, Добро. мора четворица од автобусот да ги има и да води рачун за тие 50 што ги носи. Аха. Значи овој Задолжен. еден има такви поручници, а Так. овие поручниците автобусот го контролира. Војнички систем. Добро. Бивша ЈНА. Така. Потилак на еден... Па нема поинаку, како? Чекај, потилак на 1 метар, Добро. потилак на еден, 8 на улица, раздвоено, да не видат да се утепат меѓу Да, себе, да. да трчаат. И ако се 5000, она гледаш дека се 20.000 одма. Поредени. На секој автобус по 4 бајрака им дам. Добро. Да. 2 македонски Добро. и 2 сојуз на ромите. Така, Да партија. се знае партијата. Така. Сите овие што се со тупани Добро. и зурли, 2 автобуса 100 души увек. И они ја напред, они по мене сите и секој колона и кога ќе видиш, ако треба да биде 1 километар, ја ги правам 5 километра со потиле. И автоматски испаѓа повеќе. Одма секој вика... И еднакво на моќ. Поголеми од ВМРО и од сите искачам од тој момент. И колона си тоа. Ова се тајните, ете, нека слушаат младите слуша. идни политичари. Политичари како треба. Така е, треба да научат. Значи треба да се трудат. Ајде да ве прашам вака, Бранко го биваше за вакви работи? Бранко? Зборам вака, шампион политички беше или не? Беше. Беше? Беше. Ги знаеше, а? Слушај, Ама му дававте гол со пета. види, најнормално тоа беше една шега. Тоа беше една шега. Од шала искочи една истина. Добро. Искочи една истина. Нормално кој покојната ова како се викаше бившата министерка од ВМРО ДПМН. Доста димовска ли? Доста Димовска. Добро. И овој како го викаат Љубе Бошковски. Добро. Од тоа време. На мене нешто се зафатива, вамо тамо. И вика, стане бе, Амди, вика, ти вика беше Џокерот 61 што владата на Лјупчо Георгиевски доби. Тоа време ја бев Џокер. Так. Џокерот бев 61. Стане, вика, кажи, нека не е многу, вика тоа. И ја викам, не се карајте, не се правите, кога мене, и викам, вие, викам, меѓу мене и меѓу вас, викам, ја како еден Амди Бајрам,
Тоа време погрешив. Од шала го кажав, Добро. искочи истина. Аха. Истина, искачам на говорница и му кажувам, викам, јас, како Амди Бајрам те победив, еден, и не можеше владата да ја земеш. А со ВМРО ДПМН, значи, не можеш со Лјупчо Георгиевски на крај да искочиш. Че јас како Амди Бајрам. И насмее, не викам, со 5 гол ти даде. Така. И ја искачам од говорница, Добро. он се смее. Он А ја тука му го гледа знам. све, Он ба. прв, одма седи. Така, И на така. мене само вака ми кажа. Ја искачам, а толку блиски, бевме многу блиски ние. Добро. Ден и ноќе, порано седевме син клуб таму, кој беше у СДС, МСДС, кој беше со нив едно друго све. Аха. На бихачка. На Бихачка. И вика, нас со смеене, Аха. вака, мене ми вика, добро, вика, не е проблем, ти ми даде, вика, со 5 гол. А јас кој ќе дојам на власт, вика, ќе ти дам со глава гол. Да, така кажа. ми го даде го. Да, на митинг Ми кажа. го даде го. Да. Ми го даде го. Она што требаше си го ослужив како требаше. На крај пак ми даде он 10 месеца, една година понапред ме пушти. Од кај што бев тамо, Да. на поправен испит. Да. Да. Но истината, Добро, се. значи таму дојде таму, Лично тој. лично он дојде, Добро. лично, ама ја бев толку популарен Внатре? натре. Добро. Натре, толку популарен, што се снајдов многу фино. Да. Се снајдов многу фино. И јас тамо, они ме теретат за една работа, Добро. ме намешталка која ми е направила, а тоа не е истина. Заедно ме теретат, Аха. а ме стават од 20 милиона евра вредност, све што е запленето, цигари, мигари, Све Амди. алкохол, малкохол тамо, главен на магазинот да ми дам тамо. Малборо, ова, она, главен. И ме пушта дома, 3 дена. викенди или како? Викенд, 3 дена ми следуе. Добро. Бранко доаѓа. Аха. И шета и вика, бе, каде ја? Кај Амди го нема. Отпусти ги, он е опасен. И вика, кај е Амди? А, вика, Амди на викенд дома, вика. Да. Значи, На распуст. дојде, сакаше да ми каже, гледа до кај си ја донам работата. Значи, од една шала, Ама коректен однос, а, да речеме. Коректен. Коректен однос. ја после кога искочив, Добро. и ми даде помилување, 10 месеца, сегашниот председател Стео Пендаровски, Аха. он му беше у Во кабинет. кабинетот глав. Така е. Ја имаш право да предадеш за помилување, да ти даде председателот на Како држава. барање, така Како барам да ме барање, помилуваат. И ја дадов. Аха. И Стео Пендаровски тие и даде. И ми даде една година порано да искочи. Така. Јас се, кога искочи, прв пат на Што направите телевизија. прво нешто кога Прва телевизија кога искочив, на не се сеќам само на која телевизија. бе. Добро. Јас искочив и си ја признав својата грешка, дека од една шала стана истина и му се заблагодарувам и му се извинив за тоа и му се заблагодарувам за тоа све што станало, не му замерувам ништо. Значи ми простав се. Овде имаме едно тркало на среќата. Да. Ќе завртите и што ќе испадне, вие треба да го опишете политичарот со еден збор. Значи, еве вака, земете, завртите го тркалото на среќата вака, па да видиме што ќе испадне. Ова е Повелете. Чичино, не знам дали знаеш ти. Чичино да Чичино? Ова е Чичино. Е, па завртете Едно го време Чичиното. се играше Чичино и ако сакаш бројот да го погодиш, Добро. треба кога ќе вртиш, Аха. ова се мести. Види дека подобро знам и од тебе. Ама ова не сега, се мести. Добро, не се мести овака како сакаш. Овака, ќе вртиш, знаеш, онака. Ајде завртете да видиме. Ајде, оп. Да видиме. Ајде да видиме. Ајде да видиме вака. Значи, во еден збор опишете го Пендаровски. Да. Пендаровски го опишал У мој два-три збора, еве, не мора. Го опишал мој еден збор како еден квалитетен човек и затоа сум го поддржал. Сум работел за изборите Значи, за квалитет. него. А, тоа ќе ви биде. И победи со моите гласови. Добро. Ајде вака, еве сега ја ќе завртам. Со ромските гласови. Да видиме. У еден збор да го опишеме Лјупчо. Лјупчо Георгиевски у неговото време направи многу пари имаше и за народот
И за сите, тоа време Телеком, Менеком направи тие работи. Добро идеше, имаше пари, се врте кај граѓаните. Сите беа задоволни. Капеше пара за сите, а? Капеше кај сите. И ај вака уште овој да видим. Дај со еден збор Обама. Обама опишете го. Обама? Да. Ваш колега политичар. Обама ми е братуче. Да. Ето така. Истина ли е, господине Бајрам, дека Груевски толку многу вас ви има верувано, сте станале толкави пријатели, што кога идел со вас да се гледа, не носел обезбедување воопшто? Вистина. Како се стига до толкава голема доверба во еден човек да има? Доверба не само во мене, доверба имаше голема во ромите. Аха. Во ромите што го поддржаваа многу. Нормално, доста ни помогна на сите роми у тоа време. Вас, едно друго, со самото узракене ние, согласене, со поддршка, со тие Со работи. математикава? По математиката, која ви ја така. кажав како идеше. Да. Секаде, нормално и на ромскиот бал, или кога доаѓаше шутка, еднаш два пати доаѓава и обезбедување унапред они со торби, со ова, се качат со автомати, со ова, со тоа. Тоа ништо не И може. ја еден ден му викам, слушај, викам, што вие доаѓа да проверуваат, кога ти си најбезбеден кај ромите кои доаѓаш? Зашо ти се? Што ти требаат овие, кога сите те обожават и те сакаат? И мене ми вика, ам да имаш право, имаш право. И доаѓа, почна, на ромски бал дојде, Аха. и нема обезбедување никако. Седевме, јадевме, пиевме едно друго, веселе, тие работи све. Стално и значи, овој кога доаѓаше шутка, немаше големо обезбедување. Една кола само ќе дојде, она е претходница да чисти Да, добро, патот, тоа е протокол сега. Протокол е тука, тоа е сасвим друга работа. Точно. А иначе Ама овие со обезбедување, панцириве со чудова, тие никако ништо. тоа све и така. Ајбе, нема да ви се налутат сигурно. Може ли да кажете со кој најубаво сте си поминувале, зборам онака другарски, пријателски, со кој најтака ви одел муаветот и кафана да се направи, пијачка да се испие? Од сите овие еден некој најдобро. Два се не може Два еден се? да- Два? Два. Еднакви тука? Па и по карактерот и по све. Добро, кој се ти? Прво е Бранко Церенковски, Знаев дека Бранко ќе биде. а после Бранко Сашо Мијалков. Да. Тоа е. Тоа е, добро. Викаш еден, ја викам два. Слични карактери? Па слични. Слични, а? Слични. Фраери, мангупи, во која смисла да речем? Како слични? Абе, вака се види, сличен, ќе ти кажам у една друга форма, и играш покер. Добро, Играш покер, четворица играте, така. ти имаш два кеца, ја имам еден поп. Добро. Еден поп. Појак сум, значи. Значи ти си појак, ама у играта, кога се игра, сега тоа секам дека си послаб, Добро. тоа секам дека си послаб. И ја, ти рецимо имаш 124 евра, а ја имам 940 евра. Поприлично... И сега ставам Точно. 300 евра, ти немаш и ти се откажуваш. Добро. Тоа е фраер. Тоа е фраерот, а? Тоа е Добро, фраерот. добро. Разбирам што сака да ја Значи, да, кажа. да. Океј. И двајца. Ист тип на фраер. Исти. Кои се први пари што сте ги заработиле? Кога било тоа? Сега историјата од моите 7 години ќе ви ја кажам. На 7 години први пари сте имале? Ваши? На мои 7 години. Како? Што сте правиле? Како? Во Бутел еден живеев. Добро. Двајца луѓе имаше, продавава секи стари луѓе беа. Добро. Двајцата браќа беа егејци. Добро. Од Бутел. Едниот од Бутел 2, едниот од Бутел 1, браќа. И ги посматрам, никој не продава свеки и имаше свеки од митрополија, од црквата, ги пуштава да продаваат. Добро. Доаѓава, еден двајца продаваат, вака гужва на гробишта. Одат знаете луѓе, која да, се така, оди народ, така. све. Викенд. И ја посматрам како дете Аха. и гледам, ова кола застанува, оној купува, пуна автобус продаваат. А само Пари, двајца Не продаваат? знам, двајца продаваат и овие од митрополија, Добро, што беа добро. од црквата главна. Двајца, тројца. Не можете да навазат, не знаат колку пари. Добро. Ја како дете гледам. Аха. А викам, тука може пари да се Потенцијал има. тука има пари, може да се заработи. Добро. Што правам? Идам на Битпазар. Добро. Битпазар,
од Тетекс погоре, Добро. имаше венчаници, венчина продавала и свеќар. Добро. И да прашам колку пари е килото. Детево, доаѓа. Ја, дете доаѓа. И вика колку свеќи Колку бе? толку. Ја барам од татко ми пари, Добро. ми дава татко ми пари, зимам као 4 кила свеќи, 4 кила свеќи, као сега, рецимо, да даеш 20 евра, Добро. од 20 евра Значи не преголема сума, ама е така, колку нешто. толку, тоа богатство Добро, е големо за моите години. Апсолутно. А у тоа време е 1000 евра да направи со 20 евра. Добро. Сите стоидаа на гробишта, као дете ме гледава и Сика, сите дај од купува- детево да од детево земе. купува. И станам конкурент на луѓето. И од 4 кила дојдов по 100 кила. На 100 кила дојдов. Комши малски од Бутел, Добро. ги зимам со мене да ми продаваат. Бизнисмен. Бизнесмен станав. Мало дете вработува по стариот. Ела да ми продам. тоа, така. Значи тоа беа први пари. Ова тука е нашиот заеднички бербер. Ние така. делиме бербер. Еве, Да. ако не се гледа по косиве Така. дека делиме заеднички бербер. Така Ерхан берберот, да. Ерхан, така. Или фактички агентот за преку Ерхан ја договорив Како? оваа работа, така? Така е. Така си е, нормално. Добро, кога сакаш пример да се шишаш, а не си во можност да одиш кај него у берберница, у салон, доаѓа тој кај тебе? Имаш таков VIP третман или? Доаѓа кај мене дома, кај да бидам, Така? све. Сега требаше у Александар Палас, имавме закажано за у 7 сат вечер. Значи како 19. Анди зема соба у Палас, си доаѓа берберов, го шиша? Нормално, ако треба и тоа го правиме. Одлично. Да се снајдеме, зашто денеска ми беше цел ден кнап. Букиран. Букиран. Сабајле у 2:30 легнав, 15 до 5 станав, отидов за струга, имав во струга работа, имав во струга некои преговори, се вратив од струга, а у 2 требаше да стигнам, да бидам у собрание, значи Али Ахмети требаше да дојде, требаше Мицковски да дојде и Изаев. И 3 минути до 2 стигнав. Добро. Ме возат, не возам ја више, возам за Кейп кога сакам Добро. само. Така, ме возат, стигнав, од таму ме бараат. Битен сум многу, немаше доволно пратеници. Добро. Ми звонат цело време и талат и овие. Ела. А они не знаат дека сум тука, а ја пријавен денеска дека нема да бидам. Тачно, нема да дојдам. Нема да дојдам, така и кажам. А ја ми звонат и тоа заврши у 3 нешто. Вамо со Заев што бевме сите 12 и лидерите на политички партии. Кој не дојде денеска ни Мицковски, ни Али Ахмети не дојде. Извиси, а? Извисива, ама да знаат дека ќе ги победим. Така? 102% ќе биде. 99,100%. Слушај, да те прашам нешто. Многу луѓе мислат дека политикава е многу комплицирана работа, дека тоа луѓе не ќе точи да си видат. Ја се имам некој впечаток дека внатре зад завесите многу е поедноставно од што ние мислиме. У клубот Да. пиеме кафе сите, разговараме сите. Еве ја и со ВМ разборам со Трајко Велјановски, со Добро, сите, шо е овде, ова? со овој, тој. Глума е сите. пред камери кога ќе се излезе. Тие вака така. Чекай, Мора. не е глума, не е Или глума. се е политика? Тоа е се е политика. Мора така. Таму мораш да наступиш така, а ваму нема да се тепаш, ќе седнеш, ќе пиеш кафе, ова тоа. Не извини, ваму таму, ама мораме у јавност така да биде. Добро. Океј, ајде, нека ја плюс за тоа, добро. Се е тоа политика. Бидејќи многу луѓе ве сакаат така, нели, драг сте им на многу луѓе. Сигурно и подароци сте добивале убави низ годините. Од сите овие личности, да речеме. Има ли некој така посебно скап што дури и вас ви изненадил? Ти не какај ти текна бре вакво нешто да ми подариш. Мене ми бил подарокот најголем Добро. кога ќе барам за моите роми Аха. да ги вработам. И кога се решавало, а? Кога се решавало тоа и се решава пак. Се решавало, сум ставил министри, сум ставил директори, Аха. сум работил со основно образование секаде. Тоа ми е најголемиот подарок мене што ми го А дава. обратно, вие подарувате, пример? Ја, Да.
пример некому на свадба, не знам на што да сте дале нешто така ептен убаво. Па ја на ромски бал им подарам најболи виски, најболи тие шампањци им отварам тие работи. Така, мора да е врво, гостопримливост, врвност да биде. Добро. Ама сте вака галантни со свадбите, сунетите, што ти знам, кај имаше хеликоптери, мора и поише пати имало излег. Јас сум дете кој сум пораснал сиромашна фамилија. Аха. И од нула до кула. Так. Кога ми се роди првиот син, Шаван. Добро. Немав, значи, пари да му направам доволно, да му направам сунет тоа време, се вика бабина кај нас. Добро. После тоа, фатив еден добар бизнис, дојдов до пари. Добро. Го развив бизнисот. Така. Му направив прв сунет на Шаван. Добро. Сунет, богат, пари имам. Да. Борас Пуцич, кога отидов од Белград, од Шабац го донесов. Навали се Шар Планин, таа песма беше најпопуларна на време на Југославија. Го донесов него. Распукала Шар Планин по нашки него го донесов. Добро. Свадба на Кале, прв рум на Кале у ресторантот. Ја го отворив Кале. Беше затворено, горе ресторантот. Меркес, Вујко ми работеше во Меркес. Добро. И таму правам свадба. Пеачи, отпеци у музика. Тие работи, све. Добро, како обичен човек зима хеликоптер, пример? Кај се ја... Кому се јавува за тоа? После се, чекај се, после дојде. Тоа е почетокот. Свадбата таа. И дојде време, синот ми порасна овој. Шаван. Време му е... Треба да го женам. Така е. 92 година. Добро. 92 година више стана поек бизнесмен. Уште не само поек. крзно. Материјали, други работи, све. Текстилот го уходав. Више номер еден станав. Идам тоа време, фај капди пратеник, 92 година, фај он пратеник, и идам у Палас Турис, кај Вајна Битолјано, му го барав авионот, прв авион донесе тогаш, му барав, Палас Турис беше, мисличили. Добро. И Джаро работеше у таа фирма. Добро. И Джаро, идам, не ми дава авион. Сакам да правам свадба у авион. Да, и што ти вика, ти си будала, како така свадба Чудно во авион? му е за свадба. Се јавам у Белград у јат. Директно у централа? Директно у централа у јат. Зимам DC-9, авион. И ти го дава, Вика, нема ми треба гајна? за пари све. Значи пара бушик да бурија нече, а? Тоа е. Така е. Авион, правам свадба, слушай се, што правам друго. Скопски сајм, ги знаете. Како не, сајмиште? Што го струшива се. Да. Скопски сајм, за 1 мај, се што направи? 151 јагне купив и 27 бикови. 27? Бика. Па не го срозивте пазарот на бикови и на јагниња? Имаше една фарма тука кај ова... Шука, све земам. Да. И земав, купувам, мерак. Желба. Да, бе, да. Ама Кефој. сум кажал, Аха. кога ми се роди синот, викам, ако ми даде Господ, Добро. да имам, ќе му направам никој што не направи свадба. Така. Значи, желбата ми се исполни. И авион, значи, земав стока, сечам, касапи немаше толку. Од Не може да се постигне. Не може да сечат, веруј ти кажам. Од Лескоvac 120 души донесов. Ја ги донесов лесковцаните, Лесковачка скара. Роштили да прави. Рошти, ја ги донесов прв нив. Аха. Прв ја ги донесов од Лесковаc. За свадбова? 120 души донесов. Со скари и со тие работи све. И земаа, спремава све они. За 1 мај. Цел народ и 2 мај идева на Сарај, Марај, водно, пикник. водно. Ја искочив на скопска програма, на телевизија. И искочив цел народ го повикав. Изволте, дојдите да јадете, да пиете. Правам свадба, го женам синот. Така. Музика, пејачи, тие работи. Така. Авион припремен. 2790 гости имав. Добро. Значи, јадене, пиене отворено. Све тоа, утредете авионот, венчање, измислив прв пат у авион. Да. Над Охридско езеро. Што никој не го направил тоа, апсолутно. Значи тоа целта била, тоа да биде нешто што никој не го Што направи. никој не го направи. Сопругата шо вика на ова, не вика, Амди бе, добро бе, многу пари бе, Амди. Нема што да прашува, не заработува, ја заработува. Така? Да. Добро. Дали ме сваќаш? Добро. Така било. Ама што ќе праша кога е добар живот?
После тоа доаѓа. После тоа се роди на Шабан син Амди именакот мој. Аха. Сега дојдовме до хеликоптерот. Добро. Идам у Бугарија. Сега више авион И направено. отидов у Бугарија на преседателот на држава. Тоа време Кој беше? беа у криза. Не ми текне. Кој знае, добро? Шо? Преседател Хели Аир се викаше фирмата, неговиот хеликоптер за 27 души. Државниот. Државниот. Колку пари, толку. Бам, директно. Сега ти треба дозвола да лета хеликоптерот. Хеликоптерот шутка го симнав на стадионот. Хеликоптер симнав на стадион. Ми треба дозвола. Да, за И да... тоа време беше Лепавцев. Добро. Министер за урбанизам се викаше, не се викаше. И он треба да ја даде, а? Он треба да даде. Со фаи кабли, одма дан, ми даде. Средено. Средено. Без Полето, плаќање, без ништа, а? Хеликоптерот од Бугарија Добро. со као сега овие лепенки, тоа време Амди Ајри пишуваш. Амдиер, а? Амдиер намалиот името. Кога слета, и јас слета на ова, како се вика, на аеродром, доаѓам тамо, и сега треба да го донесам хеликоптерот у шутка. И го носам хеликоптерот, сакаме да го симнеме на едно место, кога почна да го симинам тамо, кај амбулантата, тука има, знаеш, простор, Добро. бетон, и почна од куките керамидите да лета. Ама, бе... Керамидите лета. Се симиња ова нагоре оди. Да, и ја му викам, дига го горе, викам. Враќај. Враќај, го дига горе, врти, и ми текно денеска, викам, на стадионот. А, значи ова алтернативна верзија било? Олна верзија, да. Ај, Го снимав тамо и се чудат сите, народ, се интересантно. Стај, платив луѓе да го чуваат хеликоптерот, со тие работи, со едно друго, никој да не припари јужина, тие работи, све тоа. И навечер правиме свадба на Кале. Кале беше најголем ресторант тоа. Так. Ама надвор се качуваат сите, детето и сите тоа, и името му го даваат, врти хеликоптерот у Скопје. Како името го дават, нели не го даваме името? Чекај. Го дадоме ние името. Дадоме? Го смениме. Толку да види мора алтернатива. Политика, е. Политика е све. Нормално треба Европа да иде. Европа, НАТО, Европа, тие работи. Нормално. И над Камени мост лета хеликоптерот горе и се спушта хеликоптерот. Надвор све што имаше за 1300 или 400 гости спремено. Како што пројде хеликоптерот, тоа што имаше јадење, мадре, све црно стана у ваздух. Дигање ново, све од ново. На ново, а? На Јово ново, на ново. брат. Ајде. Сименјане. Ајде. Малиот од што вртат перките, у рука кога го донесам, прочина целиот. И од денашка полиција едно 100 души. Ај. Бранко Бојчевски беше главен на полиција на град Скопје. Пуштил? Не, пријавиле граѓани дека пуштил патроли. паднал хеликоптер, Ај. вика на Кале. И доаѓаат овие. Кога а ја тогаш Што да видат таму журка? журка, јадене пиене, сакаат да ја прекинат музиката, сакаат това. Слушај, ја не прекинувам дале, ако треба со мене, а јас се знаев со нив. Аха. И на мене на телефон. Амди, прекини ова тоа. Не прекинувам. Се вика, абе Скопје се слуша, вика, музика са вале 3 сати на друго. Тоа е, вика, Амди Бајрам името го дадо, викам. Треба да се слави, а? Да се слави. Амди, многу има муабети. Има многу. Пак има уште еден авион, пак има хеликоптери. За тие следен пат ќе оставиме. Може така? Ќе Ќе правиме пак? Така е. Ќе правиме.